Значи, темата на денешната дискусија, предавање е како да стигнеме до плата од 700 до 5000 евра. Значи, 5000 евра не е плафон, не е крајна граница која може да се достигне со овој начин на работа. Значи, не само тоа, туку и комплетна кариера во американска транспортна индустрија. Што значи тоа? Тоа значи дека можеме да си работиме тука, од дома или во нека канцеларија во Македонија, а да заработуваме американска плата. Значи, тоа е целта, тоа е реално сонот на сите нас, па нека е просечна американска плата. Како можеме тоа да оствариме? И сега на почеток едно прашање за публиката. Кој камион ви е поубав? Кој е поет? Сървеният. Пошто има кабина. Гледате, американските возачи се привилегирани, си имат дополнителна кабина, премногу простор за одмор, за уживање, во однос на европјаните. Дали камионот стварно е бојата е така джиш одбрана, но дефинитивно тука нема споредба. Да не ги подценуваме европските камиони, но нема споредба, за вистина. Но тоа не е единствената разлика, нели, во изглед во appearance. Американскиот камион заработува 3 до 4 пати повеќе. Некогаш дури и повеќе, зависи во која ситуација. Што значи тоа? Тоа значи дека во Америка транспортната индустрија генерира многу пари. И нашите возачи тука што одат, нели, што работат во европските држави, сепак имаат, нели, солидни платни примања. Но во Америка би заработувале со тој начин на работа, со таа истрајност, упорност, она буквално дисциплина што имаат. Не се враќаат дома по неколку месеци. Значи со таков начин, со такво темпо на работа, во Америка би заработувале барем 3 пати повеќе месечно. Сега, тоа е клучот тука. Значи, знаете колков е потенцијалот во транспортната индустрија, колку, нели, не е лесно да се биде возач, но има полесен начин да се добијат огромни финанси на месечно ниво од американската транспортна индустрија, а да не бидеме возачи. Значи, знаете колку е тежок тој живот, одделен од дома, патувања, едноставно надвор од дома по неколку недели со ред. И сега затоа ќе дискутираме за еден друг начин како да учествуваме во таа американска економија, како таа америчка економија, финанси, држава да не плаќа нас, а ние да се работиме тука од Македонија. За почеток, чисто да се представам, значи собственик на оваа компанија Transportation Code LLC, имаме соработка со преку 200 компании кои што функционираат, 200 транспортни компании кои што функционираат на америчкиот континент и преку 10 годишно искуство. Кој е тоа наше искуство? Ние немаме транспортна компанија, но го имаме тоа што им е неопходно, најважното на транспортните компании. Ние им наоѓаме возачи. Значи, си сами да знаете колков е тој голем недостаток на возачи во светот, во Европа, во Америка уште понагласен е тоа. Буквално возачите ги третираат како краљи. Се селат од една на друга компанија, барат се подобри услови, затоа што си божат. Значи, ние работиме моментално со преку 50 компании во еден момент, на кои што им наоѓаме возачи, им го решаваме тоа најгорливо прашање, најголемиот проблем. Многу компании пропаѓаат поради недостаток на возачи. Значи, во соработка со, нели, нашиот друг бренд, Driver Recruiting Mastery, каде што ние како професионални рекрутери им помагаме на тие амерички компании да најдат доволен број на возачи. Тоа е целта. И да може безгрижно да растат. Сега за нашиот успех се интересираше и CNN.
Како се држуваат часовите? Тоа е добро прашање. Дел од тие часови се онлайн, дел од часовите се снимени, значи сите материјали се снимени, но дел се онлайн, дел во живот, дел снимени. И достапни за секогаш. И додека се вработите, и почнете кариера, и понатака, кога сте веќе искусни, па ви треба уште некој совет, уште некоја стратегија за да бидете уште подобри. Се стекнувате пред се со огромно знаење. Тоа е целта, знаење кој што дебело може да се наплати. И официјален сертификат на македонски и англиски јазик, со кој што веднаш сте спремни да влезете на пазарот на трудот, односно да почнете да наплаќате. Ние имаме соработка со преку 200 компании, сме соработували, но многу од нив нели македонски компании, односно македонски газди на амерички компании, луѓе што се од Балканот, Србија, Хрватска, Босна, Црна Гора, исто така собственици на амерички транспортни компании и еден куп, односно илјадници транспортни компании низ Америка, со кои што имаме контакти, соработуваме, разменуваме искуства и ние отворен патот. Значи, клучниот момент беше кога некои ученици сватија дека може да заработуваат огромни суми со нашите методи. И имаме во овој момент 10 наши ученици кои што се милионери. Луѓе кои што ги следат нашите програми на едукација, луѓе кои што работат според програмите на дигитален маркетинг, со транспортна индустрија и на други области. Сега ќе објасниме дури, може да се похвалиме дека со нашите дигитални методи помогнавме во претседателските избори во 2016 година да победи претседателот Доналд Трамп. Замислете. И затоа тоа е поводот што за екипата на Сирен дојде во Македонија кај нас да направи најпрво еден краток интервју, а потоа следува 200 новинарски екипи. Сега да се вратиме на транспортната индустрија. Еве како може да изгледа ваш прилив, односно приход од само еден клиент, од само една компанија. Компаниите плачат, америчките транспортни компании. Знаат дека може да генерират огромни приходи, но истовремено имаат огромни кредити. Секоја недела ги плаќаат. Не е на месечно ниво како кај нас, туку кај нив лизинг кредит се плаќа на неделно ниво. И што се случува? Буквално плачат и молат, употребуваат секакви методи за да дојдат до доволен број на возачи. Знаеме дека возачите се во недостаток. И еве, ова е само мала сума од една компанија која што не е премногу голема, на која што и наоѓаме неколку возачи месечно. Значи $1.800 месечно на наша сметка. Понатака, друг клиент во америчка транспортна индустрија, $1,300 некаде, исто, со некаде по 2-3 сати, 3-4 сати месечно работа по клиент. Секој може ова да му научи. Секој тука присутен, секоја возрастна група, секоја генерација. Вака може да изгледа приходот од вашата соработка со амерички транспортни компании. Дали сте слушнале за овие два термини? Регрутери и диспечери. Верувам сите сме слушнале, знаеме дека работата не е толку лесна, но дека се плаќа многу. Покотоа кога човек ќе напредне малку, ќе стекне некој искуство, ќе поработи неколку месеци, неретко се случува да платите стигнат неколку $1,000, покотоа што не сте воопшто вие врзани да мора да работите во амерички транспортни компании, но со македонски газди. Така да, ова е начин да земеме дел од колачот од таа транспортна индустрија во Америка, значи да не плаќа американската економија. Дали оваа професија е за мене? Верувам дека се прашувате. Сите, барем некои од вас, што е потребно? Минимум 18 години, нели возраст минимум 18 години и желба за промена во животот, желба за голем успех
напредок, учење, нормално совладување, некој средно ниво на англиски јазик, понатака со желба нели да се унапредува тоа ниво на англиски јазик и комуникација. Затоа тука стапува на сцена нашиот друг бренд, Driver Recruiting Mastery, и доаѓаме до прашањето, што е клучно за да успееме како регрутер? Кои се тие најбитни фактори? Нели, знаете, ајде малку да појасниме. Дали може некој да ни каже која е разликата меѓу регрутер или сака да каже меѓу регрутер и диспечер? Задача на регрутерот е да направи, односно да најпрво да ги прегледа апликациите на возачите кои што се заинтересирани, кои што аплицирани, кои што сакаат да се приклучат на одредена транспортна компанија. Да ги провери дали имаат соодветно искуство, дали возење по пропис, дали можеме да имаат некои сообраќајни прекршоци. Сето тоа го работи регрутерот. Значи, сега моментот кога возачот ќе седне на возачко место во камионот, а диспечерот се занимава понатака, секојдневно комуницира и го дава работа на возачот, се грижи за целата таа работа да е завршена на време и да буквално се движи како подмачка. Но затоа може да се каже дека работата на регрутерот е на некој начин полесна. Нашите едукации ги поминале преку 1000 ученици. Зошто е оваа професија толку платена, што кажеш? Затоа што го решава најголемиот проблем. Значи, ово тој најден начин е полесна, регрутерот е полесна работа отколку диспечер, помалку напор. Но истовремено го решава најголемиот проблем на транспортните компании. Потребно е само да донесете одлука. Дали повеќе ви се допаѓа америчкиот камион или европскиот камион и дали сакате да направиме заедно да работиме, да обучат луѓе кои што се во врвот на таа транспортна индустрија во Америка. Повторимо, вие ќе станете мастер регрутер, кој што, ајде, твојна плата, да не кажам неколку пати поголем приход, и целиот материјал, и тоа што е живо, и тоа што е снимено, ви е достапно доживотно. Значи, снимени лекции и дел онлайн, достапни за секојаш да се консултираат и да ви помогнат кога ќе стигнете до одредено ниво, да се надградувате, да растете и да се движите напред со приходите, со знаење, па со приходи. Да бидете незаменливи.